Благодарам уште еднаш за поканата, ве поздравувам во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Прашав Никола што беше темата минатата недела, да не биде некое повторување, ми кажа дека зборувал за Божиот повик. Секам па добро, ќе се надоврзам на во таа насока, меѓутоа нешто во друг правец. Нешто што го имам истражувано, така мислам дека првата проповед на оваа тема ми беше 2018 година, кај што не ги знаев овие информации тогаш, но проучувајќи го Божјото Слово, така ми стана доста уникатни и интересни за проучување. Јас секогаш мене ми била интересна анализата и статистиката во Библијата, што секогаш има некаква символика и некакво значење. Можеби сме прочитале во Божјото Слово некаква си бројка или некоја фраза што се повторува, ама не сме обрнале многу внимание, но кога ќе почнеме да истражуваме, гледаме и како има големо значење. И како е запишано, и како Бог ни зборува преку Божјото Слово. И баш и во таа насока јас ќе продолжам денешната проповед Божјиот повик по име. Ќе видиме зошто по име, но несомнено е дека Бог секој еден од нас го има повикан. Има повикано од темнината во светлината, од физичко раѓање во духовно наново раѓање. Има повикано за многу големи нешта. И сето тоа не е по наша заслуга, туку Божја сила. И како што и апостолот Павле во посланието до Галатјаните, 1 глава, вели: кога Бог, кој ме избра уште во мечината употреба и ме повика преку својата благодат. И ова ќе ми биде така една воделка. Бог, кој ме избра уште во мечината утроба и ме повика преку својата благодат. Сега несомнено е дека секој еден од нас Бог го повикал на некаков си начин. Некој може би во подраматичен начин, каде што животот му бил по, да речеме, хаос, па Бог го повикал, го извадил од темнината и продолжил по друг пат. Може би некој не на толку драматичен пат го сретнал Бога или Бог го повикал, но сепак бил повикан. А исто така и ние сме повикале кон Бога. Преку нашите молитви, преку прошката за гревот, комуникацијата со Бога која што имаме за помош, за милион работи сме повикале кон Бога. Сега таа комуникација е обострана. Бог не повикува, но и ние го повикуваме Бога. Но убавата работа е што Бог повикува по име. И интересно е што во Библијата има записи каде што Бог повикува личности со двојно име. Не знам дали сте забележали. Но има 7 такви личности, 4 се во Стариот Завет, 3 во Новиот Завет, кои што 2 пати името им го изговара Бог. И тоа така ми е доста интересно зошто. Или зошто не еднаш? Зошто ги се потенцирани 2 пати? Името им е спомнато 2 пати. Тоа е бидејќи си има Бог одреден план, одредена причина во тоа време кое што ги повикал овие личности, херои на вера, што оставиле трак во историјата, што дел денес ги проучуваме, ги читаме, ги бележиме како херои на верата, но и биле херои на верата, бидејќи нивниот живот пред повикот Бог да ги повика, живееле еден сосема различен живот. Сега сето тоа ќе го видиме во Божјото Слово, но тука е таа убавина мене што ми се допаѓа, што Бог ги повикува двојно, што сигурно има голема сила и големо значење. Ќе одиме хронолошки од почетокот на Библијата па до крајот, ќе видиме кои се тие 7 личности. Никола ќе ме асистира со читање на стихови. Ќе почнеме од Битие 22 глава, малце подолг текст е, тоест пократок, другиот е подолг, од 11 стих до 14. Но Господов ангел од небото го повика и рече: Авраме, Авраме. Еве ме, одговори тој. Не ја спуштај раката врз детето, рече, ниту му прави нешто. Еве, сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Ги подигна Аврам очите и виде, и ете, зад него овен сплеткан со роговите во грбушка. Аврам отиде, го зеде овенот и го принесе во жртва сепаленица место сина си. Аврам му даде име на тоа место и Јахве Ире. Затоа се вели денес, на гората на Господовото промислување.
Авраме, Авраме. Двојно име. Бог го повикува два пати. Не го повикува еднаш Авраме, туку два пати. Авраме, Авраме. И ова е последниот тест во таа епизода во животот на Аврам. Може би најголемиот тест што го има во животот. Жртвата на својот син. Бог го повикува не еднаш, туку два пати, токму да тестира неговата вера. Токму да провери дали тој Аврам, кој што му беше послушен на Бога во текот на животот, во одредени ситуации, дали е тој истиот Аврам и во последниот тест. Дали тој истиот Аврам ќе го положи во испит. И Бог го повикува два пати. Авраме, Авраме. Бидејќи однапред Бог знаеше дека Аврам ќе го положи тестот до крај. Дека ќе му биде верен и послушен на Бога и дека ќе го принесе синот, најомиленото нешто што го имал за жртва на Бога. И тука тестот е успешен. Аврам го положува тој тест и му е угоден на Бога. И тој момент за бележење, бидејќи два пати во историјата е спомнат Аврам. Авраме, Авраме. Иако Бог можеше да сочувствува во тој момент со Аврам, бидејќи го прати, го даде својот единороден син како жртва, можеше да осети, знаеше дека која е тежината и болката тоа да го направи Аврам од човечка гледна точка. Но Аврам со силна вера тоа го направи. И затоа е запишан во историјата два пати. Авраме, Авраме. И тука е таа убавина каде што Аврам е еден од тие седумте кои што Бог двојно ги повикува и сигурно има голема длабочина и тежина, бидејќи татко на нацијата понатак. Аврам е уникатна личност која што токму тежината на двојното име изговорено го има со него. Тој е првата личност. Втората личност исто ќе се задржиме во Битие. Малце подоле ќе одиме 46 глава од 1 до 4 стих. И така Израел тргна на пат со се што беше негово и стигна до Брисавеа, па му принесе жртва на Бога на татка си Исака. Бог го повика Израела во ноќно видение. Јакове, Јакове, тој одговори, еве ме. Јас сум Бог, Бог на татка ти. Не бој се да слезеш во Египет, зашто таму ќе произведам голем народ од тебе. Јас ќе слезам во Египет со тебе и сам ќе те вратам ваму, а Јосиф ќе ти ги склопи очите со своји раце. И Јаков тргна од Брисавеа, израелевите синови ги сместија, татка си Јакова, своите деца и своите жени во колите, што фараонот ги испрати за да го преведат. Ги зедоа со себе својот добиток и имотот што го спечалија во Ханаанската земја и пристигнаа во Египет Јаков и сето негово потомство. Втората личност која што Бог се обраќа двојно е Јаков. Јакове, Јакове вели. Многу интересна епизода во животот на Јаков. Само што дознава дека неговиот син Јосиф, кој што многу жалеше по него, не е мртов, туку е жив. И веста што ја прима нели на постари години. Се навикнува на својот начин на живење и сега треба да направи еден голем исчекор. Но одговорот кој е на Јаков, каде што Бог двојно го повикува, Јакове, Јаков. Еве. Од тука натака личностите веќе што ќе ги читаме е тој одговор што го даваат. Еве ме. Многу тежок одговор е тој да се даде во одредени моменти во животот. Кога Бог не повикува, поготово двојно, кога не повикува за одредени работи, за одредени нешта, ние да кажеме еве ме. На моменти е многу тешко, нели? Секогаш си гледаме нас да ни е добро, удобна зона, па како тоа ќе се одрази на мојот живот, таа одлука што ќе ја донесам, што ефекти ќе има, па дали ја за тоа ќе бидам награден и ред други работи кои што ни поминуваат во нашата глава, но одговорот е брз, еве, без да размислам кои се последиците, нели, и жртвата која што ќе ја дадам. Но Јаков е токму таа личност која што Бог двојно ја повикува по име, дава позитивен одговор и позитивен резултат и голема послушност која што нас не инспирација. Одиме понатака.
Друга книга, Излез, 3 глава, од 3 до 7 стих. Ајде да се доближам, рече Мојсе, и да ја наблюдувам оваа чудна гледка, зашто капината не изгорува. Кога Господ виде дека приоѓа да разгледа, Бог го повика од капината: Мојсе, Мојсе, еве ме, се јави. Не приближувај се наваму, рече, собој ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Јас сум, продолжи, Бог на твојот татко, Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Мојсей го засол на лицето, се плашеше да гледа во Бога. Уште една голема личност во Библијата, Мојсей. Еден херој на вера, кој што животот не му бил така глаток и така добар. Ова епизода која што сега ја гледаме, кој што се прочита овие стихови, е точно пред, односно после убиството кое што Мојсей го прави врз египтјанецот. И се сели во пустината и таму живее. И после се во ова, гледа грмушка како гори и го слуша гласот: Мојсие, Мојсие. Двојниот изговор на Бога кон него. Го слуша гласот кој што го има слушано и претходно, и понатака ќе му одзвонува тој Божи глас во неговото срце, во неговите уши. Мојсей, Мојсей. И дури Бог повторно му се објавува, каде што вели: Јас сум Бог на твоите предци, на Аврам, Исак и Јаков. Дури на двајца Бог двојно исто им се објави, како на Мојсей. И Господ од овој момент, од тој повик, од таа објава, му дава една нова и голема задача, дека Мојсей ќе треба да оди да го избави народот од робство. Но одговорот беше идентичен како и претходната личност. Еве. Иако знаеше дека животот не му беше баш глаток, имаше убиство. Мојсей е голема преслика на Исус Христос. Голема преслика и на нас. Кој што од една страна, во една димензија преслика на Исус Христос во една духовна сфера, но преслика на човештвото на нас во една друга грешна сфера, каде што секој еден од нас повикува кон Бога, но после одредени моменти правиме греф или паѓаме во греф. И Бог повторно не повикува. Истото се случи и со Мојсей. И се почна со тој повик: Мојсей, Мојсей. Животот понатака на Мојсей беше променет. Беше променет и задачата која што Бог му ја довери понатака, како читаме низ Божјото Слово, ќе видиме дека тој е човекот кој што Бог му ја даде таа задача да исполни. И не за џабе е повикан двојно по име како претходните личности кои што ги прочитавме. За многу луѓе, Мојсей е еден херој на вера кој што сметаме, кој што читаме дека бил доста кроток човек, но со интересен и драматичен живот. Но зборот еве ме, послушноста кон Бога, остава голем трак и пример за нас. Одиме понатаму. 1 Самуил, 3 глава, 10 до 11 стих. Господ дојде и застана и викна како порано: Самуиле, Самуиле, а Самуил одговори: Зборувај, твојот слуга те слуша. Тогаш Господ му рече на Самуил: Еве, ќе направам нешто во Израел, така што ќе им врчат двете уши на секој што ќе чуе. Последната личност од Стариот Завет која што Бог двојно изговара е Самуил. Самуиле, Самуиле. Забележате не само што Бог на исти начин им се обраќа на овие четворица што претходно ги разгледавме, туку одговорот е секогаш ист. Еве. Аврам, Јаков, Мојсей, Самуил. Сите дојден одговарат: еве, тука сум. Хинени е зборот.
Ништо подобро не може човек во животот да даде одговор на Бога, освен еве ме. Тука сум, твојот слуга слуша. И милион работи да направиме за Господ во Неговото име. И милион служби да вршиме. Се може да биде џабе доколку нашето срце не поиде кон Бога и не каже еве ме, тука сум. Самуил беше токму таа личност, кој што одговори на повикот двојно повикан од Бога. Знаеме дека и Самуил имаше одредена задача која што требаше понатака да исполни, доверена од Бога, но Самуил, како и предходните личности кои што ги прочитавме, исто така запишан двојно. Самуиле, Самуиле. Одговорот ист, еве ме, спремен. Го слушам твојот глас. Вие се 4 личности кои што се двојно запишани во Божјото Слово во Стариот Завет. Сега ќе се префрлиме во Новиот Завет. Токму првата во Новиот Завет личност е жена. Тоа е во Лука, 10 глава, 38 до 42 стих. И кога одена, влезе во едно село, некоја жена по име Марта го прими во својот дом. А таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете на Господа и го слушаше неговото слово. А Марта се трудеше многу да му служи што подобро. Таа пристапи и рече: Господи, зар не ти е грижа дека мојата сестра ми остави да служам сама? Кажи да ми помогне. А Господ ја одговори и рече: Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е едно. Марија го избра добриот дел што нема да и се одземе. Првата личност во Новиот Завет е Марта. Марта беше добра пријателка на Исус Христос, го читаме во Евангелијата. Но токму Бог ја избира Марта и да е запишана двојно. Бог како е повикува: Марта, Марта, зошто се грижиш? И поставила прашање на Исус Христос. Дури Исус Христос, кога читаме во самиот тој разговор во записот, не ни кажува која е таа една работа, нели вика една работа. Не ни кажува која е таа една работа што е потребна. Но доволно е што два пати го спомнува името за самата Марта да разбере која е таа една работа. Нели, чистењето, готвењето, правењето за Исус Христос е добар чин, но Бог го бараше срцето во тој момент. Сите овие работи, сите овие обврски во животот ќе си течат, но Исус Христос во својот дом ќе го имаш само за кратко. Тоа е преслика за самиот живот во тековните работи кои што ги имаме. Во врските, проблемите, ангажманите кои што ги имаме лично и професионално, може толку многу да не затрујат, да не задушат, што да занемариме на момент за Исус Христос. За повикот кој што не повикува. Во овој случај Марта два пати. Марта, Марта. Исус Христос многу добро знаеше Марта која, бидејќи беа пријатели. Но таа една потребна работа која што беше потребна е Марта да го има Исус Христос тука. Прашањето е, кое што јас сакам да го поставам, колку од овие работи кои што ги правиме секојдневно не задушуваат во повикот кој што Бог го има кон нас или ние кон Него. Колку можеме толку да се обремениме од сите тие обврски работи, да занемариме на Божиот повик. Марта заборави во тој момент. Заборави дека Исус Христос е тука. Повеќе мислеше на материјалното, физичко, отколку на духовното. Но за тоа е убавината на овој повик. Марта, Марта. Двојно повикана од Исус Христос и запишана во Светото Писмо. Одиме понатака. Следниот е во истото Евангелие, Лука 22 глава од 31-32 стих.
втора глава. 31-32. И рече Господ: Симоне, Симоне, ете сатаната побара да ве просеи како пченица, но јас се молев за тебе, за да не се намали твојата вера. Точно знаеме за која личност станува збор. Симон. Кој е Симон? Петр. Зошто Бог не му се обраќа по името Петр? Тука одлучува по неговото старо име. Иако веќе тука Петар е голем од исчекор со Исус Христос. Веќе многу работи прави. Не е оној Симон на почетокот што го запозна. Туку веќе е Петар. Не само името што му е сменето, туку идентитетот му се смени во Исус Христос. Но во овој момент Исус решава да го повика по неговото старо име два пати, двојно. Симоне, Симоне. Најверојатно во овој момент Исус Христос сакаше да го потсети Петар кој е без Исус Христос. Кој е оној Петар пред да биде Петар? Исус Христос одлучува да го повика двојно по неговото старо име. Симоне, Симоне. Сигурно има цел зошто е нели баш токму по старото име Симоне, Симоне, но баш таа цел е тоа духовна трансформација, која што Петар ја доживеа во Исус Христос, но на моменти самиот тој отстрануваше од патот од Исус. Го знаеме многу добро животот на Петар, колку беше турбулентен. Колку на моменти исчекуваше дека прв животот ќе го даде за Исус Христос, а во одредени моменти не го познаваше кој е. Во одредени моменти одеше да убива во неговото име, во одредени моменти го предаваше. Тоа е отслика на човештвото, на мене и на тебе. Кој сме биле пред Исус Христос, кој сме со Исус Христос, кои работи ги правиме за Негова слава, кои работи можеби забораваме дека ги правиме за Негова слава и ред други работи. Но Исус Христос одлучи точно по Неговото старо име да го спомне и да биде запишано во Божјото Слово. Симоне, Симоне. Последниот лик, огромен херој на вера, е во Дела, 9 глава, 3 до 5 стих. Кога на својот пат му се приближи на Дамаск, одненадеж го осветли светлина од небото. И падна на земјата и чу глас кој му рече: Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој рече: Кој си ти, Господине? А тој рече: Јас сум Исус Христос, кого ти го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против водникот. Седмата личност која што е запишана во Божјото Слово, каде што Бог двојно го изговара името, го повикува Савле, што подоцна нели знаеме Павле. Во овој момент Бог двојно го изговара неговото име. Савле, Савле. Самиот Савле легнат во прашина со тотално промашен живот во тој момент. И што ли ќе беше доколку не беше изговорено двојно името Савле, Савле? Што ли ќе се случеше со тој лик, што ли ќе се случеше понатака со замислата што Бог имаше? Но Бог токму одлучи оваа личност дека ќе направи големи дела за него. Савле, Савле. Знаеме дека со овој повик се сменија многу нешта во историјата. Со овој повик Савле, Савле, кој што самиот Савле го слушна, не само што се промени животот и името што му се промени од Савле во Павле, туку се променија многу работи. Многу држави, многу места, многу градови, многу села слушна за Божјиот повик, за Божјото Слово, за Евангелието. Може би најзаслужената личност во Новиот Завет која што го има расширено Евангелието.
Видете која трансформација прави Бог во животот на еден човек, кој што одел против него. Савле, Савле, 2 пати го повикува и сигурно тој повик до крајот на животот на Павле одзвонувал во неговите уши токму во тој момент. Савле, Савле. Многу интересно што од овие личности сега што ги прочитавме, 3 никој не вика одма евеме, како претходните 4 кои што ги прочитавме, но сите од овие личности направи одредени работи, нешта за Бога и за неговата слава. Разбереме дека Бог символично ги користи овие личности, записи 2 пати што се запишани и објавени, со цел како нивните животи понатака се трансформирани и водени од Бога. Дали е тоа Марта или Симон, Савле, Јаков, Аврам, Самуил, Мојсей, сите беа овие повикани со една цел, да го следат Бога. Сите овие беа повикани со еден нов почеток во тој момент. Ако во нивниот живот до пред тој повик бил имал некаква си смисла, од тој повик имал сосема друга и различна смисла и замисла од Бога. Да разбереме дека овие личности, овие луѓе биле токму како нас, од крв и месо. Но тој повик, тој глас, двојно изговорениот, од страна на Создателот, од Царот на Вселената, одекнувал до крајот на нивниот живот. Може би Бог нас 2 пати не повикал, како овие личности така запишани, но не повикал многу повеќе пати. Уверени сме тоа дека Бог нашите животи ги определил, ги изградил со одредена цел. Турбулентен период во животот се поминува. Некој повеќе, некој помалку. Бог повторно и повторно не повикува. Од темнината во светлината. Од физичко раѓање во духовно наново раѓање. Бог преку секој еден живот работи. Дали е тоа запишан во Библијата херој на вера, дали е обичен човек, Бог преку секого се прославува и преку секого прави големи дела. Овие личности кои што ги прочитавме се една преслика и ослика на Бога, на како човештвото оди. Читавме од првата книга Битие до Евангелијата. И гледаме дека нема некоја разлика голема во човештвото. Многу векови пред и после исто се случувало кај човештвото. Но Божиот глас беше ист. Ист од Битие до Евангелијата и посланијата. Тој истиот глас кој што овие личности низ историјата ги повика 2 пати, истиот глас кој што денес повикува и ќе повикува и во иднина личности. Бог те повикал и тебе, но повикал и мене, да му веруваме и да му го предадеме нашиот живот целосно. За тој да го заврши доброто дело кое што го определил во нас. Како што има запишано апостолот Павле. Да Бог го заврши започнатото дело во секој еден од нас во оној ден, со нетрпение каде што го чекаме нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин.